Денеска сите заедно со вас овде имавме можност и прилика да согледаме како една катастрофа од поголеми размери, односно една сообраќајна незгода од поголеми размери, како одговараат службите на терен. И јас зборувам во име на Министерството за внатрешни работи. Симулацијата на вежба е сценарио кој што го разработувавме неколку месеци назад. Целта е да видиме како системот, како институциите на системот одговараат на катастрофи од покрупни размери. Во случајот беше сообраќајна незгода, каде што за сценариото не би сакал многу да бевте и вие сведоци како оди, мигранти, група, ги бркаме ние како полиција, што не е основна должност, и во еден таков кривично правен прогон се случува сообраќајна незгода во спротивен правец со автобус. Задоволен сум од начинот како одговараме како служба, како полиција, како Министерство за внатрешни работи, каде што практично за неполни 7 минути бевме први на лице место. Првата помош и целиот сообраќај се затвори некаде од прилика за некои 14 на минути, што е добар одговор. Противпожарната служба исто така пристигна на лице место. Колегите од Брза помош и Црвен крст се овде исто така. Сите заедно пруживме еден одговор на нешто кое што беше сценарио, меѓутоа беше реално. Освен чинителите овде што сме, како статисти, ние од оваа страна што знаевме, никој друг не беше запознаен што е целта на оваа симулација и дека е вежба. Практично беше реално сценарио, кое што сите си одговорија на свој начин. За периодот од сега натаму, за 5-6 дена до 7, ќе имаме дебрифинг, ќе ги согледаме сите аномалии и сите предности на системот и во зависност од тоа ќе понудиме понатамо и решенја и системски подобрувања. Исто, паралелно од овде, тријажниот центар се гледа и на клинички центар или во медицинските установи каде што колегите од Брза помош отидоа натамо, така да ќе ги видиме сите недостатоци и таму каде што треба да се подобриме, да се подобриме. Ќе следуваат и во иднина едни вакви симулирани вежби и сценарија, катастрофи од поголеми размери. Мораме полека, бидејќи знаеме дека долг период наназад не е правено ништо во овој дел и преку едни вакви сценарија и практични вежби ќе ја подигнеме и јавната свест и ќе ги подигнеме и ние како дел од институциите што ги предводиме и раководиме, да го дадеме својот инпут за да го подобриме работењето на сите институции, каде што најважно ни е безбедноста на граѓаните и пружањето на нивната помош и поддршка во местото на самата несреќа и местото на лице место на настан. Бидејќи за жал или за добро, секогаш полицијата е прва на лице место. Јас лично видов одредени и позитивности и недостатоци, затоа ќе разговараме подетално понатаму со нашите колеги и сите заедно да вложиме еден системски напори да го подобриме сето наше функционирање кое што треба да биде подобрено.